Dve verzije. I ta je ponazad. Koja da? Da je? Prosti mi A ne druga. se otkaža pod grevot smrte. Rado moja, najde, 42. Nebese, 42. Isprati Isus da me spasi, pogovorim od tebe, od tebe tako tebe se tako nebe se vraćam kaj tebe, tatko moj, nebe se vraćam kaj tebe, prostuvam, nauči, si bjelaki, ljubav kako ti, žeda Božji, si pesmevo ljubov ta, tako moj, nebe se Ajde, odkitam, što se vrački. Aj, Gospode, pastir me. Da. 50. Gospode, pastir me. Ajde. 55. Kristijan. Vojnik Isus Hristos, ajde. Gospode, pastir moj, ništo ne mi nedostasува, on me pase na plodnim pasišta, na tichih voli me vodi. Ja trepni, duša ta moja, kopatna pravda tvoj me voli, zaradi ime to tvoje, tatko moj, je ljubav, mili Isuse. Ne se plašamo zlo, Isuse, mene, mili Isuse, tvoj oče
62 и ќе влеземе. 62 го дадам срце. Дико задам срцето. Твојот син за нас, ти го плати долгот наш, ти ни даваш патека, да вървиме по љубовта. Ти ни даваш патека, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Исусе. Деца од Вибер, дали се слуша вака од ова растојание? Што стана? Што се случи? Деца, ме слушате? Сега да. Имаше прекин. Се слуша вака, добро е? Да, Ајде, добро. слава Ти, Господи Исусе Христе. Сега е добро. Ајде. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Исусе. Татко наш, Татко небесен. Ти дувови да затвориме? Океј. Ти благодариме што не собираш во Твојата љубов. Ние сме собрани во името Исусово. Го повикуваме името Исусово да дојдеш, Господи Исусе Христе, во нашите срца. Ние сме согласни сите и бараме да слезе Твојата сила во секој еден од нас. Да не исчистиш одвнатре со водна бања во Словото. Да го примиме мирот Твој што ни го даваш. Да ја разбереме, исклучи го микрофонот, Звезда, да ја разбереме Твојата волја во нашите животи. Микрофонот. Кој микрофон? Звезда. Звезда? Звезда микрофонот. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Сега. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Исусе. Слава Ти, Исусе. Да дојдеш и да слезеш, Господи Исусе Христе, да зборуваш, да ги озвучиш овие слова. Ние го креваме знамето Твое, ги отвораме срцата, ние повикуваме, Господи Исусе Христе, дојди во нашите срца, дојди во нашите души, се враќаме во Твоја собственост, Тебе Ти припаѓаме, Ти даваме се што имаме, Ти не создаде, ние сме Твои деца,
Ние сакаме да се вратиме во Царството Божјо. Го бараме Царството Божјо, за седа ни се придодаде да слезе Твоето живо слово, во духот да зборува, да разбереме, да научиме, да се родиме, да се промениме, да се распламтиме во силата на љубовта, која никогаш не сопира. Ние доаѓаме пред Тебе, се носиме пред Тебе во пост и молитва, да ја научиме љубовта, да не роди љубовта во вечната љубов, не во телесен човек, да се оставиме старите луѓе и да исчекориме во Тебе. Ти благодариме, Господи Исусе Христе, што ни даваш поуки, што не учиш и што не движиш. Ние и денеска велиме не, сите заедно, не за сатаната и смртта. Да, за Исус во нашите животи. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус веднаш да замине. Тоа е заповед, не отстапуваме, мораш да заминеш. Бегај од нас, сатано, во името на Господ Исус Христос и не враќај се повеќе. Овој дом е Твој дом, молитвен дом на Исуса Христа. Го креваме Твоето име, духовно знаме од земјата до небесата. Те љубиме, Господи Исусе Христе. Марко 12 глава ќе исчитаме еден краток текст, па ќе влеземе во поуката што ни ја испрати за денешнава средба. Ние се собираме овде, што имам де, на вечери на љубовта. Човек не се храни само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Ние го знаеме тоа, но дали го применуваме, дали го разбираме, дали сме свесни дека ни е потребна духовна храна, да се распламти, да биде жив нашиот дух. Тоа е тоа масло што го немаат петте девојки, кое постојано ќе дозволува одвнатре да не осветли Духот Свети, одвнатре да ни покаже каде почнува духовниот човек, новиот човек, Исусовиот човек, човек со налик на небесниот, кој што го носи образот негов и кој што облекува ново тело, облека на љубовта, духовно тело, да се врати во Царството Божјо. Прашање за воскресението на мртвите, Марко 12, читаме од 18 до 27. Тогаш кај Исус дојдоа некои садукеи. Видете, дури и тогаш во израелската заедница, првата заедница, имаше две големи групи по телесно читање на Стариот Завет. Садукеи и фарисеи. Едните велат вака, другите велат така. Денеска има многу повеќе од садусеи и фарисеи, многу повеќе поделености. Тие тврдат дека нема воскресение на мртвите, го прашаа Исус, значи прифаќаат, учителе му велат. И тоа е лицемерство. Му велиш учителе, а не сакаш да учиш. Мојсей ни пропишал, пазете они како мислат, дека Мојсей им пропишал. Не разбираат дека Мојсей е само сад. Им пропишал дека доколку некој маж умре и остави зад себе вдовица без деца, живиот брат е должен да ја земе братовата жена, и така ние имаме 7 души кои земаат една иста жена, да ви го прераскажам. Вториот ја зема, тој умира без деца, третиот ја зема, четвртиот, 7 души ја имаат жената и немаат потомство. На крајот вели, умре и жената. И потоа вели, кога ќе воскреснат од мртвите, чија жена ќе биде таа. На телесно ниво, ако го разбирате на најпримитивното, ќе размислиме, и го имаше тој, веројатно го имало кај израелците, доскоро го имаше во муслиманските заедници, во македонските села. Значи, жената од една жена, сите мажи во куќата ја оплодуваат. Тоа е тој ист принцип, погрешно разбрано, и тие велат, Господ им рекол, плодете се и множете се. Имаме таква една заедница мормони, кои исто така го сваќаат буквално. Тој зборува за црква. Црквата е жената, 7 мажи имала, 7 мажи се православни, католици, протестанти, муслимани, будисти, еве уште две ќе кажеме мормони, кои исто така не ги сметаат за христијани, и јеховени сведоци. Сите ја имаат жената, нашата црква, нашата вера, нашето учење. Жената не дава плод, умираат сите, на крај умира и жената. Чија е жената? Прашањето е, чија е црквата? Тоа е важно прашање. Не може да има толку телесни цркви. Ако е црквата на Исус, сите ќе бевме заедно во неа. Тоа значи дека има многу цркви
заедници кои не се на Исус и една од нив веројатно е на Исус некоја, и ако тие две се заедно, ќе бидат заедно бидејќи Духот ќе ги поврзе. Исус им вели: вие сте во заблуда. Се однесува на сите христијани, на денешните христијани, бидејќи не го знаете учењето на Светото Писмо. Човек, повторно се враќаме на таквото, не го разбира духовното, не можеш да го разбереш ова писмо со човечко читање, неразбирливо е комплетно, и кога ќе рече некој го знам, сум го прочитал, зборувам, проповедам, гледате дека нешто не е како што треба, не знаме почетната позиција, но Духот знае, му дозволуваш да те води, тој принцип ќе го објасниме денеска, да може да те подучува, како што нас не води и слегуваат овие писма. Вика, не ја знаете ни Божјата сила. Значи, тој вели, дојдов во сила да проповедаш, и ние имавме едно сведоштво од прилика, се навраќаме на тоа, кога жените што беа таму, наши сотруднички, сетија што значи сила. Слегува силата и едноставно не можеш да сопреш да се молиш, не можеш да сопреш да зборуваш за Исус, и потребно е да остане таа сила во тебе. Значи, тоа е целата суштина, ќе дојдеме до тој момент. Значи, кога ќе воскреснат од мртвите, нема да се женат и мажат. Го зборувавме ова, на земното ниво се дадени мажи и жени да имаат потреба, даден е инстинкт на размножување, за да научиме да се љубиме. Тоа е телесна љубов на земјата. Горе има духовна љубов. Телесната љубов на земјата е минлива и е смртна. Во одредени моменти кај што има Дух Божји, делува дека е вечна. Вечна е само духовната љубов. Значи, нема да се мажат и женат. Тие се како, односно се ангели на небесата. Зборува за една друга духовна природа. И сега им го каже овој стих, овој интересен препев. Вели: зар не сте читале во Мојсеевите книги? Значи, тоа се книги кои ги излеал Духот, кога Бог му се јави на Мојсеј во разгорената грмушка и му рече, пазите ги овие стихови: јас сум Бог на кој му служат. Тие што велат, ние ги имаме Аврам и пророците. Тие се слуги само на кои му служат Аврам, Исак, Јаков, додадете ги сите понатаму. Климент, папата, Вестли, Мартин Лутер, тие се само слуги, било кој. И сега, тие се живи, не се мртви. Пазите што зборува тој. И ние кога ќе речеме, не се молиме ние за мртвите. За кои мртви станува збор? Зашто Бог, таткото наш, не е Бог на мртвите. И ние имаме мртви кои се мртви. Видете, смртта е победена. Од земно гледиште ние го гледаме. Тоа што е создадено од него не може да умре, не може да исчезне. Го има тоа во Стариот Завет, ја ви го парафразирам сега. Тоа само преминува. Ти остануваш во материјалниот свет, не икеш да дојдеш пред него, ќе дојдеме до тоа. Не можеш да се промениш, не сакаш. Нешто те кочи, нешто не ти дозволува. Значи, тој е Бог на живите и вие ништо не разбирате. И се враќаме сега, тој вели на еден момент: вие сте светлината на светот. Од тука ќе појдеме. Дали сме ние светлината на светот? А потоа вели, вие сте солта на земјата. А потоа вели, ако солта облутави, добро манде, ако солта се изгуби, се осоли, со што ќе го солиме светот? Значи, светлината не се става под поклопец, ние треба да светиме. Тука е целата суштина. Дали го правиме тоа? И Исус им го вели ова, што е важен момент да го разбереме. Доведете го кај мене. Од тука ќе тргнеме. Доведете го кај мене. Неговите ученици не можат да исцелат еден човек. Ги нарекува тој Исус роде безверен. Тоа се оние први 12 со се Јуда уште тогаш, кои, да речеме, се прославија, дозволија Исус да се прослави откако беше распнат. Во Матеј 17, 14, 21, човек обземен од демони, учениците не можат да го исцелат. Ова е важен момент. Не можат да го ослободат, не можат да го изгонат демонот, не можат ништо да направат. Тој паѓа во вода. Пазете во што паѓа. Во вода паѓа. Се искапел во вода, паѓа во оган, мисли дека е крстен,
паднат, не треба да паднеш ти во вода. Треба да излезеш нов човек и огнот треба да те распламти, не да паѓаш во него. Тој род се истерува, овие стихови ги кажуваат доста, со пост и молитва. И ќе речете, како сега, ај ќе постам, ја нема да јадам и ќе го истерам, или ќе го молам демонот, те молам излези. Со каква молитва? Пазете го сега тој. Тој им вели, безверни немаат доволно вера. Колку вера треба? Па неколку капки си напало зрно. Немаш толку вера, тоа е прашање. И сега одиме понатаму, 17:20 во Марко, 9:17-29, Исус исцелува нем дух. Значи светлина на светот, светлина, солта на земјата, нем дух, не зборува, не сведочи, врзана му е устата. Имаме сведоштво дека првин што напаѓа сатаната ти ја фаќа устата, да не можеш да изговориш. Значи те напаѓа во сонот, за да не речеш Исусе, можеш во мислите да го озвучиш во душата. Значи намерникот паѓа, крцка со забите се здрвува, учениците не можат да го исцелат. Ке дојдеме до поентата, да го изгонат духот. Исус пак ги нарекува и во Марко и во Матеј, о роде безверен, до кога ќе бидам со вас? Тој сега зборува физичко присуство, понатаму им вели со духот сум присутен преку апостол Павле, или до кога ќе ве трпам? Тој сите нас не трпи до одреден период. Значи тој е долго трпелив, многу милостив, па некој овде кога седи во заедницата, исто така треба да трпи и знаете, се губи од време на време, ја губиш контролата, ти се смачува, зашто што велеше Илија, излези од пештерата, треба да одиш да работиш. Илија му вели, сите ги потепаа пророци, јас сум сам, не одам назад. Пазете го моментот, ти се смачува и сега мене ме фати левиот крајник, доаѓаме до моментот. Значи, имаш една ситуација, нешто се со Манде се објаснувавме, и јас си реков, излегов од законот на љубовта, зошто ти кашлаш, а јас не кашлам. И знаев дека излегов од законот на љубовта, знаев дека ќе се разболам. Ти мислиш дека ќе го смени тој законот, не, тој законот не го менува. Ни за себе не го смени, тој се распна, таткото ја пролеа крвта, пројдоа деновите, ме фати левиот крајник, десниот ми е здрав, левата страна, со молитви помина, откако се покајав за настанот. Значи, добро да размислиме како излегуваш ти и што озвучуваш. Важен момент, се враќаме овде, до кога ќе ве трпам. И сега Манда имаше денеска една во автобус, кога дојде ми ја кажува суштината, што и овдека во истиот дух беше, и вели, кој ќе ми направи место во срцето, духот и вели, и кога ќе го укорувам, тоа ќе биде благослов. Значи ме боли грлото, тоа доаѓа да види што се случува, и јас снимам тука сведоштво во ходник, значи не сопирам да работам. Мене ми проаѓа тоа, ја не се секирам, како да ме касна лоса, две сведоштва, две кратки клипчиња, таа сними уште едно, Марина 3 сними и Вера имаме едно сега, се ценкаме на границата сме. 7. Видете, помина тоа. Мора, значи Бог кој го љуби, го казнува, ако сме деца незаконски нема да те казнува. Мораш да се променуваш на ситно да ги разбереш тие ситуации. Доведете го кај мене им вели. Кај мене. Тука проблемот. Значи Марко 9:19, дали луѓето ги носиме до Исус ние? Што правиме? Или ги земаме во нашата црква, или ние ги исцелуваме, ние ги учиме. Пазете, ние сме напред, Исусе таму чекајте, Исусе сега ние имаме некои други работи. Тука е констатацијата дека овој род демонски паднат, со ништо не може да се истера, освен со молитва и пост. Марко 9:29. Што е тоа молитва и пост? Една наша роднина, ние сме старосватови сме, православна беше во потреба, се молевме неколку пати за неја, членови на семејството, денеска не држи предавања, тој род се истерувал со пост и молитва и пости таа физички. Видете? Пост од светот, тргнеме од таа позиција, од стариот паднат човек, молитва во единство со Господ Исус Христос. Во друг препев вели, нема пост. Овој вид демони може да се изгонат само со молитва. Пазете сега, овде го скратил тој преведувачот, и ти ако не го разбираш, ќе речеш како имавме еден од Австралија,
не треба да постам, а потоа има 100 болести, сум го спомнувал ова. Каква молитва, каква е таа молитва со која може да се изгони тој? Што јас ќе го молам демонот, те молам да го исцелиш, да го излетиш. Не, ги видиме понатаму. Молитва во сила на Духот Свети, едно тело, еден дух, јас и Исус, Исус и јас. Учениците не можат да исцелат намерник, не го довеле кај Исус, тоа е целата суштина, го довеле пред себе. Тие не можат да го исцелат сами, без молитва во сила Исусова, без постот светот, без постот материјалното. Ние гледаме служби на исцелување, вакви, такви, паѓаат, се случуваат разни работи, но дали ги носат тие до Исус? Тоа е прашањето, или самите само ги исцелуваат и демоните излегуваат и влегуваат? На прво место да е радосната вест. Пазете, да ги донесеме кај Исус, да зборуваме за Исус, да го живееме Исус, да љубиме во Исус, да ја шириме радосната вест, дека Исус ја победи смртта, плати за нашите гревови, ни дава сила, Царството Божјо силните го грабат, ни дава љубов практично да станеме, да се разбудиме, да се родиме во дух, да бидеме синови и ќерки Божји. Дали намерниците ги носиме до Исус? Еднаш го имавме тоа, зборувавме, ние ги носиме, велиме, онде е вратата на Исус, ти сега знаеш каде е, како, мораш да му покажеш практично, и секој сам ги исчекорува последните чекори. Тоа е духовна врска. По пост и молитва, непрекината низа на поврзаност со Господ Исус Христос и ти стануваш Исусов сведок. Тие велат Јеховин сведок. Нема име друго. Исус, Господ Исус Христос, пред него ќе клекне секое колено, и тоа во Отецот, Синот и Светиот Дух. Не. Во името на Господ Исус Христос, Татко. Убаво е кажано, што и да побарате во мое име. Пазете сега, име над секое име, ќе клекне секое колено, кој ќе го повика моето име, ќе биде спасен. Друг препев. Нема ништо кој ќе поверува, се е можно за оној кој верува. И ние ја имаме таа состојба. Верувам ли јас доволно во тоа? Дали верувам доволно? Пак ќе дојдеме до тој момент. Вера, синапово зрно на љубовта, малку, која ја фрла планината, тежината, болеста, секој проблем во морето на љубовта. Треба да ги носиш луѓето пред Исус, да бидеш ловец на луѓе. Тука доаѓаме до тој момент, да бидеш воден од духот на љубовта, да го живееш Исус, Исусовата љубов, која никогаш не сопира, да бидеш водич на светлината на светот, да ги водиш луѓето, да ги водиш, да ги доведуваш до Него, но мораш да бидеш светлина, да препознаат светлина, да бидеш сол на земјата. Значи, тоа значи на свекинак, да зборуваш јавно, да не се срамиш, и сега одиме понатаму, да ги осветлуваш луѓето во оваа долина на сенка смртна. Тоа е одлука, пазете, одлука, и ќе дојдеме, ќе се вратиме понатаму. Еве Исус како пали, строго му заповеда на нечистиот дух да излезе. Значи, не го моли, ако си ти во Исус во единство, ќе го разбереш тоа, строго излези во името на Господ Исус Христос, се што не е од Исус мора да излезе, не отстапувам, и јас знам дека тоа ќе биде, не се сомневам. И после вели што му вели, духу неми глув, јас ти заповедам, излези од него, не влегувај веќе во него. Ова е исто важен момент. Оти ние имаме служби, исцелува со години, одат по 4-5 години, плаќаат терапии, излегуваат демоните, влегуваат, на истата позиција се луѓето, ништо не се менува и излегуваш од царскиот закон, бесплатно добивте, бесплатно давајте. Одиме понатаму, значи духови нечисти влегуваат во свињите, луѓе што се враќаат на старите гревови, на блуеницата, на традиции, на обичаи, на обреди, на чувства, на врски кои те влечат назад во гревот.
Знаеш дека е гревовна врска, ама како сега да постапам, како да постапам? Се знае како ќе постапиш. Татко, во името Исусово покажи ми и чекаш водство. Друг препев, со строг глас му наредува на глуванемиот дух да излезе од момчето и никогаш повеќе да не се врати назад. Во него 9:25, значи пес и свиња, блуеница и кал, се враќаш на телесното, не сакаш да се промениш. Треба некој да те фати за рака и да те доведе пред Исус. Ето, тоа е целата суштина, да те доведе пред Исус. Не е суштината да го исцелуваш, мораш да го доведеш пред Исус, да разбере со срцето да разбере. Ние сме се молеле за одреден проблем и гледаш дека не поминува нешто. Сега тап се случи нешто, ти се објави книга, знаеш што е проблемот и веднаш ќе исчезне симптомот. Ние можеме милион пати да се молиме, ако е непокајан гревот со срцето, не сум го донел пред Исус, не функционира. Сеќаваш дека нема сила. Нема да употребуваш 100 пати со главата во зидот ќе удираш. Знаеш дека нешто не е во ред. Некој треба да те доведе пред Исус, да ти каже, а ти понатаму треба на Исус што да му накажеш, што да му дадеш? Се да му дадеш. Душа, тело, ум, срце, имот, да се вратиш назад, да се фатиш за него и да не се пушташ, кога би знаел што те чека, тоа ќе го направиш. Болки, страдања, да му се вратиш во љубовта човеку, да се родиш повторно, да ги оставиш свињата и песот зад себе, со срцето да разбереш. Нема играње. Ти сега имаш некој момент, ама ова сега како ќе го кажам јас. Па имаш друг момент и дал нешто, ама чекај сега. Имаш трет момент и ти не си светлина на свекник. Ти не си солта на земјата. Не влегуваш во, како го кажеме, не можеш да бидеш сотрудник чии имиња се запишани. Треба да сакаш да работиш. Остави се земно. Што е тоа? Па врските што не ти дозволуваат да бидеш светлина на светот. Да можеш да доведеш некој до Исус, треба да рече, овој човеку, па ќе дојдеме тежок неверник од работа. Познат таму под таа професија. Јас сум фасцинирана како ти не се плашиш. Пази, таа ја видела светлината. Сите носат маски, 10 вакцини, оди тихо по салите таму и се смее на ковидот. И пазете сега, таа гледа светлина. Утре може да ја фатам за рака и да ја доведам до Исус. Зашто ја гледа светлината и солта на земјата. Значи, да се насели во твоето срце Исус, со срцето да разбереш, како што и рече на Манде во автобусот, кој ќе ми направи место во срцето, место, глава да подслони, и кога ќе го укорувам, ќе му биде за благослов. Ме боли грлото, снимам, јас работам, мојот татко не се опира да работи, ја нема да запрам, било што да се случува. Додека имам глас, додека знамето од радиото се движи, силата е тука, ние ќе го објавуваме Царството Божјо. Тоа е нашата работа. Да ги носиш луѓето, мора да ја видат светлината и радиото е светлина на светот. Пушти, види, размисли, тоа ти е достапно ако не сакаш. Исус да се нацели во твоето срце, наместо духот на овој свет. Да те искапе однатре во водна бања во Словото, тоа е духот на љубовта. Во Матеј 7:27-23 и овие се стихови. Нели во Твое име пророкувавме, изгонувавме демони, исцелувавме. Исус им вели, не ве познавам. Они исцелувале во Негово име. Ете ја грешката. Не. Јас го носам до Исус, мораш да се покаеш, мораш да направиш вака и кога ќе дојде моментот, имаме во една книга раскажено, богат човек, вика еден познат работник во Германија, веројатно протестантиве, да се покајам, дојди брго, дошол тој, не си за покајување. Човекот умира, богатиот, си отишол овој пасторов. Утре ден жена му брзо умира, дошол тој пак, дај да ме покаеш брзо, не идам. Си отишол па и третата вечер, пак вика жената, дојди те молам, умира, го нашол на земја, липа и чука, Господе, прости ми, му рекол, сега ќе те покајам. Видете, тој го донесе, не си спремен ти уште да те исцелувам јас и така натаму, и Исус им вели, бегајте од мене вие што правите беззаконие. Тоа е кога исцелувањето станува напред, пред се. Значи, пак ја речам, ние бевме на такви едни исцелителни состојби, по 4-5 години плаќаат луѓето,
демоните излегуваат и влегуваат, и денеска е исто така, бидејќи малку луѓе ги разликуваат духовите, само ако духот ти живее на Исус во срцето ги разликуваш духовите. Тоа е така. Знаете, ќе се вратиме понатаму, во Матеј, не ме познавам, бегајте од мене, вие што правите беззаконие, во Негово име исцелувавме, а не ги однеле. Значи, исцелувале во Негово име, а не ги носат луѓето до Него. Како ќе го носиш ти човекот до Исус, ако ти не си светлина на светот, ако ти не си солта на земјата, како ќе го носиш? Ако не забележи тој самиот, ти се исклучи, манде, по твоите постапки, по начинот на кој ти се однесуваш, тој гледа дали ти имаш вера или немаш. Ние имаме случај кога православни напуштаат заедница, тие велат, вие имате вера, прекрасна заедница, ама јас ја сакам својата традиција. Да, традиција има. Ама видете, Мојсей, како рековме, Аврам беа слуги. Тие ништо не учеа и ти го славиш слугата и така натаму. И сега доаѓаме Матеј 12:43-45. Нечистиот дух излегува од човекот, заминува преку безводни места, ова сме го читале, го знаеме, пара спокој и не го наоѓа. Тие се голи духови, тешко им е сами, мора да најдат жив човек, да му е цица силата и така може да се одржува, да се чувствува дека е жив. И некој плута вака, плута како темна кеса по земјата. Една наша кума исто така работеше некои техники, исто ги опиша. Темни плутаат вака по земјата, во визија го видов тоа, на дно на еден океан, пливаат вака како медузи, свесни за себе, голи души, а горе е Исус со ангелите. Значи, излегува, не може да најде спокој, и тогаш ќе рече да се вратам јас во мојот дом. И сега да се прашаме ние, мојот дом, мојава душа, дали е разбойничко дувало на такви духови, или е дом за молитва на Исус Христос, и тогаш ќе рече да се вратам во мојот дом, од каде ќе донесе, ќе го најде празен и изметен, ќе не живее, значи Исус во него, во тебе, оти не си го довел ти до Исус, го исцелуваш само, нема ефект од ништо од тоа, и потоа му вели, го наоѓа празен изметен и носи други 7 по 77, јас ќе додадам духови и состојбата на човекот станува полоша. Ете, тоа е целата суштина. Дали човекот го носиш до Исус или не, пак ќе дојдеме до тој момент. Значи, одевме на такви терапии, така ќе биде и со овој, на крај вели и со овој зол род. Зол род зборува за луѓе кои знаат за Исус, не ги носат луѓето до Исус, самите не дошле до Исус, само во умот мислиш дека можеш да направиш. Тоа се заедници, жени без пород, цркви без пород, бидејќи духот ги води друг дух, а не ги води духот на нашиот Татко Небесен Исус Христос. Така ќе биде и со овој зол род. Дали го носиш намерникот до Исус, донесете го пред мене, е важен момент. Како да го донесеш, ако ти самиот го немаш, ако не си светлина на светот, ако не си сол на земјата. Пак доаѓаме до тој момент, исцелувавме луѓе со години, така бевме, среќа што не земавме никакви средства од тоа, волонтиравме, само не учеше практично како функционира тој свет. Не се менуваше состојбата, значи тоа е она, бегајте, не ве познавам. Значи не беа донесени до Исус, плаќа молитвени терапии, така прават и денес. Треба човекот да го донесеш до Исус, да се покае. Да се покае, неколку елементи има, да прости, да не осудува и да се врати во собственост на Исус Христос. Некој треба да те доведе во Исус во пост и молитва. Пост значи да се одврзам јас од светот, да не ме враќа било што заради нешто, ова нема да го кажам, заради ова ќе направам. Правиш калкулации, пресметки, стануваш цариник. Он вели суди и на лоши помисли заради нешто. Некога ќе тргнеш кон Исус, нема веќе, кога ќе слезе силата, ти не размислуваш каде си, со кого си, што си, ти си во еден дух, Царството Божјо е внатре во тебе, ти си тогаш во пост и молитва
и ти си во сила, значи ти можеш да имаш сила, го пререпав тој текст во Матеј 10:1 од прва глава натаму, вели ви давам власт да газите на змии, на скорпи и секаква болест и немот да исцелувате, но ти ја немаш таа власт ако не си му ја дал власта на твоето срце, во твојата душа, ако Исус не живее во тебе. Ете, тука е целата суштина. Дали си му предал се и дали дозволуваш да бидеш вистинска светлина на светот и сол на земјата. Дали можеш да донесеш некого до Исус? Е важен момент. Не можеш ако самиот не си дошол и не си застанал. Не си му го дал срцето, немаш власт, немаш сила, се расправаш, се уште те тегне назад сатаната со прангите на светот. Било што може да биде, ситуации, спомени, односи во семејство, разни сосови каде што ти размислуваш како, зошто, кога ќе ве приведат, не грижете се што ќе зборувате, Духот ќе ви каже што да зборувате. Ете, тоа е христијанство, тогаш си ти светлина на светот, тогаш ти си солта на земјата и можеш да донесеш некого пред Исус, да не бидеш род безверен, да работиш за Царството Божјо. Ти благодариме, Господи Исусе Христе, што ги излеваш овие поуки, што ни носиш радост во срцава. Сега ние ќе пееме, ќе се радуваме и те молиме да слезе Твојата сила за исцелување и секому кому што му е потребно, да не ослободиш од врските со светот, да ја примиме сета сила на љубовта. Амин. Амин.